Јас сум Алексовска Јованка, оделенски наставник при Основното училиште Христо Узунов Другово, Кичево. Денеска како задача ќе ја имаме да го обработиме текстот насмевка на страна 105 од учебникот за трето одделение. Текстот ќе го прочитам јас еднаш изразно, а потоа продолжуваме со негова обработка. Обработка на текст насмевка. Марко отиде на одмор. Во хотелот престојуваа луѓе од целиот свет. Излезе да се прошета и забележа две деца како си подаваат топка. Се доближи до нив и виде дека едното е црнче, а другото кинешче. Црнчето беше високо и слабо, а кинешчето беше ниско и исто така слабо. Тие беа на иста возраст колку Марко. Марко, бидејќи беше мал, не разбираше друг јазик освен македонскиот, па не се ни обидуваше да прозбори со нив, знаејќи дека нема да го разберат. Гледајќи ги како играат, посака и тој да заигра, но не знаеше како да им каже. Во тој миг се сети што да направи. Се насмеа и со раката покажа да ја фрлат топката на кај него. Децата го разбра, се насмеа и почнаа да си подаваат топка, сите тројца. И тогаш Марко свати дека и тие двајца меѓу себе не разговараат, дека и тие не се разбираат. Сите тројца играа со топката, мафтаа со рацете, се смееа и така се разбираа. Дополнителна забава им беше Марко, кој имаше полничок стомак, па му подскокнуваше кога тој ќе скокнеше. Насмевката на сите јазици е иста и сите луѓе одлично ја разбираат. Ајде да поразговараме за текстот. Што ве заинтересира во овој текст? Дали тоа што сретнуваме деца со различна боја на кожата? Или пак деца кои зборуваат на различни јазици? Може би ве заинтересира нивниот изглед. Размислете, ученици, и забележете го тоа во вашите тетрадки. Одиме понатаму. Имаме за задача да откриеме во кои реченици се опишани децата, бидејќи овде сретнуваме деца со различни физички карактеристики. Ајде да ги откриеме тие реченици каде што се опишани децата и да ги запишеме. Прва реченица. Се доближи до нив и виде. Едното е црнче, а другото кинесче. Во оваа реченица ги сретнуваме зборовите црнче и кинесче. Тие зборови ни кажуваат од каде се децата и какви им се нивните физички карактеристики. На кинесчето очите му се коси, а црнчето има потемен тен. Во втората реченица, црнчето е високо и слабо, а кинесчето беше ниско и исто така слабо. Овде ги сретнуваме зборовите високо, слабо, ниско. Овие зборови ни опишуваат како изгледаат децата. Дали се сеќавате како се викаа зборовите што ги дообјаснуваат, доопишуваат именките? Сега ќе се потсетиме, тоа се придавки. Сега имаме за цел да ја откриеме пораката од авторот и да донесеме заклучок. Без разлика на бојата на кожата или на кој јазик зборуваме, нашата насмевка не зближува и спријателува. Насмевката на сите јазици е иста и сите луѓе ја разбираат.
Za kraj ќе ви предложам некои активности за домашна работа. Би сакала да ја пополните оваа текст мапа. Текст мапа. Најпрво ќе го запишете вашето име и презиме, а потоа ќе дополните наследните работи. Наслов. Ќе го напишете насловот на расказот. Кој е автор на овој расказ? И тоа ќе го запишете. Каква литературна творба е текстот? Исто така ќе одредите главен лик, потоа спореден лик, потоа ќе одредите воведен дел, главен дел и завршен дел. Ова ќе ви помогне исто да како да го раскажувате текстот. И на крајот, драги ученици, ќе донесите заклучок, можно решение на проблемот. Тоа е се за денес, драги ученици. Ви благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика.